Цару небесен, утешител духа на вистината, кој си насекаде се исполнуваш ризници на добрините, живото давче, дојди всели се во нас и очисти не од секаква нечистота и спаси ги благи нашите души. Слава на Бога во висините на земјата, мир меѓу луѓето, добра воља. Цару небесен, утешител духа на вистината, кој си насекаде се исполнуваш ризницу на добрините, живото давче, дојди всели се во нас и очисти не од секаква нечистота и спаси ги благи нашите души. Слава на Бога во висините на земјата, мир меѓу луѓето, добра воља. Цару небесен, утешител дух на вистината, кој си насекаде се исполнуваш ризницу на добрините, живото давче, дојди всели се во нас и очисти не од секаква нечистота и спаси ги благи нашите души. Господи, устните му отвори ги устата моја, ќе разгласувам пофалбата Твоја. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Во мир да се помолиме на Господа. За небесен мир и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. За овој свет храм, за луѓето што влегуваат во него, со вера, набожност и страх Божи, да се помолиме на Господа. За високо преосвещениот митрополит наш Методи, за честното свештенство во Христа, дјаконството за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. За благочестивиот и христолюбив православен народ наш, да се помолиме на Господа. За да му помага и да покори под нозете негови секаков непријател и противник, да се помолиме на Господа. За овој град, за секој град, земја и населба, за сите кои живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови и за мирни времиња, да се помолиме на Господа. За луѓето што пловат, патуваат, боледуваат, страдат, за заробените и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, се молиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Боже наш, чија власт е неискажлива и славата недостижна, на кого милост е безмерна и човеколюбието е неизречено, Ти сам, Владико, според Твојата добросрдечност, погледи на нас и на овој свет храм и покажи ги на нас и на овие што се молат со нас Твојата богата милост и добрина.
Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. И пак во мир да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица, и секогаш Дева Марија, откако ја спомнавме со сите свети, самите себе, еден друг и сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Господи Боже наш, спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство, запази ја полнотата на Твојата црква, освети ги оние што ја сакаат убавината на Твојот дом. Ти нив прослави ги со Твојата божествена сила и не оставене нас кои што се надеваме на Тебе. Зашто Твоја е власта и Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во сите векови. Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертни
Давајки пак во мир да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, откако ја спомнавме со сите свети, самите себе, еден друг и сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Господи, Ти кој си ни ги дарувал овие заеднички и сложни молитви и си ветил дека на двајца или тројца собрани во Твоето име, ќе им ги исполниш прозбите, Ти самиот и сега исполни ги на полезно прозбите на Твоите чеда, давајќи им во овој век познавање на Твојата вистина, а во идниот дарувајќи им живот вечен. Зашто си добар и човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Боже, очисти ме грешно. Владико Господи Боже наш, истинно месечни војства, ангели, сотвори со подол наших освети ангел, бит со служащи нам и славаше Твоја благост. Јако подобај Тебе сјака слава, чест, поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу и присно во веки веков. Амин. Премудрост просто поклонимся и припадем ко Христу. Иако со камен запечатено и од јудејците чувано пред Твоето пречисто тело, си воскресна потредена Спасителу, дарувајќи му живот на свето. Затоа Ти пеја силите небесни, животодавецу. Слава на Твоето воскресение, Христе,
Слава на царството Твое, слава на Твојата промисла, единствен човеко љубче. Боже свети, кој почнеш да се тити, кој се Христе власти, да се црквените Ти кој не битие во битие си прибыл сей си во Слово човек, прискутува си подобен си люк, да се свети потенка. Ти го му даваш премудро се разум на оно кој те да не го продадеш на Исус, погледа покаяние за спасение, како недостоен и смирените на Господ ключува, и во овој час да застанува представите на Твојца жртвеника, да ти принесува Божи поклонение и славословие. Ти самиот влада го примија од устата на грешните тресетите песни, посетилост на Твојата милост. Прости го секој согрешение во овој небо, да сите на нашите души, и тела и дани го преподобни за ти служи на сите денови вечни живот, памети на се Богородици на сите свети кои памтили ти благодари. Си ги престрашила беззаконите мачители, кога пристани добро, Христа од се срце, отколку без крсто да живе е срамно, велико маченице злато Бого избрана, бидејќи со Твојата смрт верните се озарија со светлина, а мачителите се облекува, а ние верно Ти викаме, молимо се на Христа Бога, за нас непрестанно. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, на православието светилнику, на црквата тврдино и учителу, на монасите украсу, на богословите непобедне заштитнику, Григорije čudotvorče, Solunska pohvalo, na blagodata propovedniku, moli se sekogaš da se spasa našite duši. I nje i prisno i vo vijeki vjekov. Amin. Svešteni božestven organu na premudrosta, svetla trubo na bogoslavieto, soglasno te vospevame, Grigorije, bogopropovedniče. No kako koji što stojiš pred prviot ko nego pati go i našiot zada vikame, raduj se propovedniče, na blagodata. Na Gospoda da se pomolime.
Зашто си свет Боже наш, ние на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Свети Боже, свети силен, свети безсмртен, помилуј ме. Свети Боже, свети силен, свети безсмртен, помилуј ме. Свети Боже, свети силен, свети безсмртен, помилуј ме. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Свети безсмртен, помилуј ме. Свети Боже, свети силен, свети безсмртен, помилуј ме. Благословен град во име Господне. Благословени сте на престол Царство Свете, сега и на сега и присно веки веков. Амин. Святи Боже, Ти крепки, святи, безсмертни. Да внимаваме мир на сите. Ти, Господи, Ти не западаш и пишко, шо говорят во веки веков. Спаси ме, Господи, зашто не останавме праведни. Премудрост, Благословението на светиот апостол Павле, преведете и те читаме. да слушаме. Мир на Тебе, што ни читаше. Боже, очисти ме грешно и помилуј ме. Боже, очисти ме грешно и помилуј ме. Боже, очисти ме грешно и помилуј ме. Со премудрост и право стоејќи да го слушнеме и светото Евангелие. Мир на сите.
слушаме. Во на време влезе Исус во Капернаум и се чудека е во една куќа. Веднаш се собраа мноштво луѓе, така што и пред вратата не можеа да се сместат, а он им зборуваше. И дојдоа при него со еден фатен, кого што го носеа четворица. Па како не можеа да се приближат до него од народот, го открија и го раскопаа покривот од куќата каде што беше он и ја спуштија постелката на која лежеше фатениот. А Исус, кога ја виде верата нивна, му рече на фатениот: Синко, ти се простуваат гревовите твои. Таму седеа некои од книжниците и помислија во срцата своји: што хули овој на Бога? Кој друг може да простува гревови освен едниот Бог? Исус веднаш што му узна во својот дух дека тие така мислат во себе, им рече: зошто го помислувате тоа во вашите срца? Што е полесно да му кажам на фатениот: ти се простуваат гревовите, или да речам: стани, земи ја постелата своја и оди се? Ама за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите, му рече на фатениот: тебе ти велам, стани, земи ја постелата своја и оди си дома. И веднаш стана, па што не зеде својата постела, се појави пред своите, така што сите се восхитуваа и го славија Бога, велејќи: никогаш вако чудо досега не сме виделе. Да речеме сите со сета наша душа и со сета наша помисла, да речеме: Господи, Вседржителю Боже на нашите татковци, Ти се молиме, чуј не и помилуј. Помилувај не, Боже, по Твојата голема милост, Ти се молиме, чуј не и помилуј. Уште се молиме за благочестивиот Христољубиви православен народ наш, за неговиот живот, мир, здравје и спасение, и Господ нашиот Бог да му помага во се и да покори под нозете негови секаков непријател и противник. Господи Боже наш, прими го ова срдечно молење од Твоите чеда и помилувај не според мноштвото на Твојата милост и Твоите добрини, испратени ги ни на нас и на сите Твои луѓе кои што чекаат од Тебе голема милост. Уште се молиме за високо преосвештениот митрополит наш Методи и за сето во Христа наше братство. Уште се молиме за блажените и секогаш спомнувани создатели на овој свет храм и за сите порано упокоени отци и браќа наши кои лежат овде и насекаде православни. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, посетување, простување и разрешување од гревовите на Божите чеда, сите благочестиви православни христијани кои живеат во оваа парохија и во овој град, настојателите и браќата на овој свет храм. Уште се молиме за луѓето кои придонесуваат и добро прават за овој свет и сечесен храм, за оние што се трудат, кои пеат и за луѓето што присуствуваат на молитва,
очекувајќи од Тебе голема и богата милост. Зашто си милостиви човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Ти, Господи, ни го покажа ова големо таинство на спасението, Ти не удостои нас, смирените и недостојни чеда Твои, да станеме служители на Твојот свет жртвени. Ти упати не со силата на Твојот свет Дух, во оваа служба неосудено да застанеме пред Твојата света слава, да принесеме пофална жртва, зашто Ти си во се и во сите. Дај, Господи, и покрај нашите гревови и човечкото незнаење, нашата жртва да биде угодна и благопријатна пред Тебе. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Премудрост, да секогаш пазени од Твојата сила, ние на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Никој не е достоен да оние кои се сврзани со телесни покори и страсти, да приведе и да потрудите, да се движите до царна слава, да служите во вечни поради страх на самите небесни сили. Но сепак поради Твоето неискажливо и безмерно човеколюбие, непромислено и неизменно си бил човек и архиерейски му бил, и како владика на сите си го предал срещу действието на ова богослужба небесна жртва. Зашто единствен Ти, Господи Боже наш, владеш на небесните и земјите, Ти си носил на херувимски престол, Ти си Господ на серафимите и цар на Израилот, Ти единствен си свети меѓу светиите почиваш, затоа Тебе да ние благо Госпожи те молам, погледни на мене грешните и непотребен смет, брате, очисти мојата душа и срце, лукава совест и оспособи ме со силата на Твојот свет Дух облечен, со благодата на свештенството да застана пред ова света трапеза и да го свештено действувам Твоето свето и пречисто Тебе честна крв. Зашто кон Тебе приоѓам преклонувајќи своите глави, Ти се молам да не го отвратиш Твоето лице од мене, никога не отргнеш од Твоите чеда. Но удостојме преку мене грешните и недостојни од Твојот раб, да Ти бидат принесени овие дарови, зашто Ти си оној кој што принесува и се пренесува, кој прима и се раздава Христе Боже наши, Тебе слава Ти вознесуваме, со безпочетно Твој Отец, обрасветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш во сите векови. Амин. Смилувај се на мене, Боже, по Твојата голема милост и препрати молим да чисти сите мои беззаконија. Најнапретижно од моето беззаконие гревот мој чисти, зашто беззаконијата моја ти знам и гревот мој секогаш пред мене. На Тебе единствено ти изгрешил, лошо прашка да направиш, така што Ти си права Твојата пресуда, чиста својот суд. Ете во беззаконие, зашто Ти во грех народен на Тебе. Ти сакаш истина и на сакаш. Пророците си се молат, ти си се молат подобно. Дај да слушам радост и весел вечер се задоволувам да скачам. Да ги изобразуваме херувимите на живота на Тројца, три свати песни и пееме сега да обложиме секаква животна грежа. Да го приме царот на сите любими на носим ангелските чинови, алелуја, алелуја, алелуја. Ние
Иако е таинствено ги изобразуваме херувимите на живота на Троица, Христата песни и пееме, сега да одложиме секаква животна грижа, да го приме царот на сите невидливо носен на небеските чинови, редуја, редуја. Иже херувими тајно образува 40-тиот песен припевајќи секој ниње одложено чеченско попечение. Јако да царе се подига на небески да види сончени. Алелуја, алелуја, алелуја. Боже, очисти ме грешно ми помилуј. Боже, очисти ме грешно ми помилуј. Боже, очисти ме грешно ми помилуј. Боже, очисти ме грешно ми помилуј.
на Твоето пречисто тело, Бога, чистотарно, нов гроб, Бога, во гробот телесно гроб, как се душата да дадат се разбойните на Христа, се Христе, се изпълнувачи на Христе. Христе, гробот во избор нашето възкресение се положи Благообразни Теоси, откоси на Твоето пречисто тело, Бога, чистотарно, нов гроб, Бога. Прослави го Господи, Сина, по Твоята добрина, обновени годините на Иерусалим, Бог и да чувади жртвите на правдата, гносите, съпадените, точна фалколка, че полага Твоята. Да ја исполниме нашата молитва пред Господа. За принесениви осветени честни дарови да се помолиме на Господа. За овој свет храм и за луѓето што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божи, да се помолиме на Господа. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, се молиме на Господа. Господи Боже наш, кој не создаде и не воведе во овој живот, кој ни ги покажа патиштата на спасението и ни подари откровение на небесните таинства, Ти не постави во оваа служба со силата на Твојот свет дух, затоа благоволи Господи да бидеме слуги на Твојот нов завет и служители на Твоите свети таинства. Примине нас кои се приближивме кон Твојот свет жртвеник, заради мноштвото на Твојата милост, да не се удостоиме да Ти ја принесуваме ова словесна и бескрвна жртва за нашите согрешения и незнаењето на народот, не примајќи ја на светиот на небесиот и милостив Твој жртвеник, не ја примајќи ја на светиот на небесен и мисловен Твој жртвеник како мирис на благоухање, испрати ни ја благодата на Твојот свет дух, погледни Божие, види ја ова наша служба и прими ја како што си ги привил даровите на Авел, жртвите на Ное, сите жртви Авраамови, свештенствата на Мојсе и Арон, Самуиловите жртви на помирување, како што си ја примил од Твоите свети апостоли оваа вистинска служба, така и од раците на нас грешните прими ги овие дарови и на благоста Твоја, Господи, та откако ќе се удостоиме непорочно да служиме на Твојот свет жртвеник, да ја откриеме наградата на верните и мудрите градители. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Целиот ден совршен, свет, мирен и безгрешен, просиме од Господа. Ангел на мирот, верен раководител, чувар на нашите души и тела, просиме од Господа. Прошка и разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме од Господа. Се што е добро и корисно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа. Останатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние, просиме од Господа. Христијански крај на нашиот живот без болки, непосремен, мирен и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот наш живот,
на Христа Бога да го предадеме. По милосрдието на Твојот единороден Син, со кого си благословен, со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови. Мир на сите. Да се сакаме еден со друг, да со една мисла да исповедаме. Те сакам, Господи, сила моја, Господи, тврди ме за сониште моје. Те сакам, Господи, сила моја, Господи, тврди ме за сониште моје. Те сакам, Господи, сила моја, Господи, тврди ме за сониште моје. Свети Боже, свети силен, свети безсмртен, помилуј. Кон светите двери, со премудрост да внимаваме. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages. Light of light, true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And the third day he rose again, according to the Scripture, and ascends into heaven and sits at the right hand of the Father, and he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, in one holy, Catholic and Apostolic Church, I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Да застанеме добро, да стоиме со страх Божи, да внимаваме, светите дарови во мир да ги принесеме. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога од советувањето на Светиот Дух да бидат со сите вас. Горе да ги имаме срцата, да му благодариме на Господа.
Ти кој си владико Господи Боже наш, Содржител на кого се поклонуваме на вистина достойно право на Тебе си Бога. Благодаря на Твоите светиња Те фалиме да Те восхвалиме, да Те благословуваме, да се поклонуваме, да спомнуваме Те славиме. Ти кој си владико Господи Боже наш, Вседржителу на кого се поклонуваме, навистина е достојно и праведно и долишно на убавината на Твојата светиња да Те фалиме, да Те воспеваме, да Те благословуваме, да Ти се поклонуваме, да Ти благодариме, да Те славиме Тебе кој си навистина единствен Бог и да Ти ја принесуваме со скрушено срце и смирен дух ова наша словесна служба, зашто Ти си оној кој ни дарува познание на Твојата вистина, кој може да ги искаже силите Твои, да ги објави сите пофалби Твои или да ги исповеда сите чудеса Твои во секое време. Владико на се, Господи на небесата и на земјата и на секое создание, видливо и невидливо, Ти кој седиш на престолот на славата и ги погледнуваш бездните, безпочитен, невидлив, недостижен, неопислив, неизмерлив, Оче на нашиот Господ Исус Христос, великиот Бог и Спасител, надеж наша, кој е образ на Твојата благост и разнообразен печат, кој во себе Те покажува Тебе, Отецот, животот, Слово, вистинскиот Бог, предвечен премудрост, животно осветување, сила, вистинска светлина преку кого Светиот Дух да се јави, Духот на вистината, дарот на посиновувањето, залогот на идното наследство, зачетокот на вечните блага, изворот на осветувањето, преку кого сето словесно и умно создание, закретнато Тебе Ти служи, Тебе секогаш вистинско славословие Ти вознесува, зашто Тебе се Ти слугува, Тебе Те фалат ангелите, престолите, господствата, началствата, властите, силите и многооките херовими. Околу Тебе стојат серафими со 6 крила еден и уште еден со 6 крила, со 2 ги покриваат лицата Твои, со 2 нозете, а со 2 летечи изикуваат еден кон друг, со незамочливите усти постојани славословија. Победната песна, ангелите ја пеат, воскликнуваат, извикуваат и говорат. Владико човеколюбче, со овие блажени сили ние грешните изикуваме и велиме, свет си навистина и пресвети нема мерка за великолепието на Твојата светиња. Свет си во сите своји дела, зашто со правда и вистинет суд нам си ни правил се, зашто откако се го создаде човекот, земејќи од земјата прав, го удостои со Твојот образ и го постави во рајот на изобилието, безсмртноста на животот и насладувањето со вечните блага, за чување на Твоите заповеди, но бидејќи не Те послуша Тебе вистинскиот Бог, кој го создаде откако се прелага од измамата на змијата умртвен, од неговите собствени прегрешенија, Боже, Ти со Твојот праведен суд го протера од рајот во овој свет и го врати во земјата од каде што беше изземен, устројувајќи му спасение за повторно раѓање во самиот Твој Христос благи, не си го отфрлил созданието Твое до крај, она што си го создал, ниту си ги заборавил делата на Твоите раце, туку си не посетил на многу начини заради доброчинствата на Твојата милост, си испратил пророци и си им дал сили чудотворни на Твоите свети, кои ги благогодувале во секој род, си ни зборувал преку устите на Твоите слуги, пророците, предвестувајќи ни го идното спасение, ни даде закон за помош
си поставил ангели чувари, а кога се исполни времето ни проговори преку самиот Твој Син, преку кого и вековите си ги создал, он е блесок на Твојата слава и печат на Твојата личност, се носи за зборот на силата на Своја и го сметеше за грабеж тоа да се биде рамен на Тебе, но на Бога и Отецот, туку бивајќи Бог, предвечен се јави на земјата и поживеа со луѓето и откако се воплоти од Света Дева, се понижи себе си, земајќи образ на слуга и откако по тело стана еднаков на нашето смирение, за нас да не направи подобни на својот славен образ, бидејќи преку човекот влезе гревот во светот, а преку гревот смртта. Затоа ти благоволи Твојот единороден Син, кој е во преградките на Тебе Бог и Отецот, да се роди од жена, од Света Богородица, од секогаш Дева Марија, да биде под законот и да го осуди гревот на Твојата плот, та оние кои умираат во Адама да оживеат во самиот Твој Христос и откако поживеа во својот свет и давајќи ни спасителни повелби, не оттргна од измамата идолска и не приведе во познање на Тебе вистинскиот Бог и Отец, кој за себе не спечали нас како избран народ, царско свештенство и свет народ, и откако не очисти со вода и не освети со Светиот Дух, се даде себе си во замена на смртта, во која беше држан, продадени на гревот и кога слезе со крстот во Адос, за да исполни со себе се, не ослободи од смртните страдања и воскресна во третиот ден, правејќи и пат на секоја плод кон воскресение од мртвите, бидејќи не беше можно да биде завржан во распадливоста, началникот на животот, кој стана почетот на умрените, првородени од мртвите, за да биде самиот се, во се правенствувајќи и кога се вознесе на небесата, седна одесно на Твоето величествие во висините и ќе дојде секому да му даде според делата негови. Нам пак ни ги остави овие дарови за спомен на Твоето спасително страдање, кон што ги предложивме според неговите заповеди, зашто сакајќи да излезе на доброволната, славната и животворна смрт Своја, во ноќта во која се предаде себе си за живот на светот, откако го зеде лебот од своите свети пречисти раце, покажа кон Тебе Бога и Отецот, благодари, благослови, освети и прекрши. Им даде на своите свети ученици и апостоли, откако рече: примете и јадете, ова е моето тело, кое за вас се прекршува за простување на гревовите. Исто така, земајќи ја чашата со лозовиот плод, го раствори за благодари, благослови и освети. Им даде на своите свети ученици и апостоли, откако рече: пийте од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за вас и за мнозина за простување на гревовите. Ова правете го во мој спомен, зашто кога и да го јадете овој леб и ја пиете ова чаша, ја возвестувате мојата смрт и моето воскресение го исповедате. Затоа и ние, владико, ги спомнавме неговите спасителни страдања, животворниот крст, тридневното погребение, воскресението од мртвите, вознесението на небесата, седењето одесно на Тебе Бога и Отца и славното и страшно негово второ пришествие. Твоите, на Тебе Ти принесуваме, за сите и за се. Боже, биди милостив кон мене грешниот и помилуј ме, Боже, биди милостив кон мене грешниот. Господи, Ти кој пресветиот Твој Дух во третиот час и го испрати на Твоите апостоли, не одземе го од нас благи, но обнови од нас кои Ти се молим. Чисто срце и создај во мене, Боже, и Дух, радоме на Твој. Господи, Ти кој пресветиот Твој Дух во третиот час и го испрати на Твоите апостоли, не го благи, не одземе го од нас, но обнови од нас кои Ти се молим. Чисто срце создај во мене, Боже, Дух, радоме внатре во мене. Господи, Ти кој пресветиот Твој Дух во третиот час и го испрати на Твоите апостоли, не го благи, не одземе го од нас, но обнови од нас кои Ти се молим. Не открива Твоето лице под прста, Дух не одземе го од нас.
Затоа, Владико, пресвети ние грешните и недостойни Твои раби, кои се удостоени да му служиме на Твојот свет жртвеник, не заради нашата праведност, зашто се не направихме ништо добро на земјава, но заради милоста Твоја и Твоите щедрости, кои богато си ни ги излева врз нас, осмелувајќи се да му се приближиме на Твојот свет жртвеник, и отколку ги предложивме даровите подобни на Твоето, на светото тело и крвта на Твојот Христос, Тебе Ти се молиме, Тебе Ти повикуваме, свети на светиите со благословението на Твојата благост, да дојде Твојот свет дух на нас и на овие предложени дарови, да ги облагослови, да ги освети и да ги покаже. Благослови го, Владико, овој леп честно тело на Господи Бог и Спасителот наш Исус Христос. Благослови ја, Владико, ова чаша пак честна крв на Господи Бог и Спасителот наш Исус Христос, пролеана за животот на светот, за спасение. Амин. Благослови ги, Владико, обете, ги претвори со Твојот свет дух. Амин, амин, амин. Спомнеме мене, Владико, свет и грешниот, да те спомне Господ во Твоето царство, само сега и сегаш во сите векови. Амин. Сите нас кои се причестуваме со единствениот лепи чаша, соедини на еден со друг, во соедницата на единиот свет дух и направи никој од нас да не се причисти со светото тело и крвта на Твојот Христос за суд или осудување, туку да најдеме милост и благо со сите свети кои од памти век Тебе Ти благогодувале, пророците, патриарсите, пророците, апостолите, проповедниците, благовестниците, мачениците, исповедниците, учителите и со секој праведен дух кој починал со вера. Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Од Тебе се радува благодатна, секоја твар, ангелскиот собор и човечкиот род, осветен храму и рају словесен, девствена пофалбо, од која Бог се воплоти и стана младенец, нашиот Бог кој е пред вековите, зашто Твојата постела ја направи престол и утробата Твоја ја направи поголема од небото. На Тебе Ти се радува благодатна, секоја твар, слава Ти. За свети Јован пророк, претечен крстител, за светите славни секолни апостоли, за светите мученици, Агапи и други, свештеноваченик Александар, Ти спомен днес го празнуваме, сите Твои свети заради нивните молитви и посетине Боже. Спомни се за сите починати со надеж воскресениот живот вечен, за спасение, посетување и простување на гревовите на Божите чеда, за упокојување и простување на гревовите на душите на Твоите чеда починати, и успокои ги таму каде што свети светлината на Твоето лице. Уште Ти се молиме, спомни ја Господи Твојата света соборна апостолска црква, која од едниот до другиот крај на вселената и смири ја неа, која си ја создал со честната крв и Твојот Христос и утврди го овој свет храм до крајот на вековите. Спомни си, Господи, за овие дарови, кои Тебе Ти се принесени за нив преку нив, за оние кои ги принесува. Спомни ги, Господи, плодоносните,
и плодоносците и добротворите на Твоите свети цркви, оние кои ги спомнуваат за сиромасите, возврати им на Твоите богати небесни дарови, наместо земни дарува им небесни, наместо времени, вечни, наместо телесни, нетлени. Спомни ги, Господи, оние во пустините и горите, во пештерите и процепите на земјата. Спомни ги, Господи, оние кои живеат во девственост и побожност со пост и чистота. Спомни го, Господи, благочестивиот православен народ наш, кој што обстојува на земјата, овенчај го со оружје на вистината и со оружје на добра волја, осени го со силата на крстот, подкрепи го во деновите на напади, возвиси неговата десница, зацврсти неговата власт, покори му ги сите непријателски народи и противници кои сакат да го поробат, дарувај ми длабок и непогредлив мир, известија во неговото срце убавината на Твојата црква и за сите Твои луѓе, да во неговата тишина да поживееме тивок и безгрешен живот во секој благочестие и честност. Спомни ги, Господи, христолюбивата управа, власт и војска добрите, во добрините сочувај ги лукавите, направи ги добри со Твојата добрина. Спомни го, Господи, народот што стои овде и оние кои се отсутни заради благословени причини и помилуј ги нив и нас според моштвото на милоста Твоја. Нивните сокровишта исполни ги со секакво добро, сопружништвата нивни во мир и едномислие запази ги, децата воспитај ги, младината поучија, старците подкрепи ги, малодушните утеши ги, распрснатите собери ги, заблудените обрати ги, собери ги во Твојата света собрана апостолска црква. Вознемируваните од нечисти духови ослободи ги, со тие што пловат плови, со патниците патови, вдовиците закрепувај ги, сираците заштити ги, заробените ослободи ги, болните исцели ги, оние што се во судовите, во рудниците, во затворите, во тешки робувања, оние што се во секаква тага, опасност и неволја, спомни ги, Боже, и сите на кои им треба Твоето големо благоутробие, и оние што не љубат, и оние што не мразат, и оние кои ни заповедале нам, недостојните да се молиме за нив. Спомни го, Господи, сиот наш народ, и врз сите излеја Твојата богата милост, давај ним и простување и за спасение, и оние кои не ги спомнавме заради незнаење или заборавање или мноштво имиња, самиот спомни ги, Боже, Ти кој на секого ја знаеш возраст и именувањето на секого знаеш од утробата неговата мајка, зашто Ти си, Господи, помош на безпошните, надеж на безнадежните, спасител на оние во бурите, пристаништа на оние кои пловат, исцеление на болните, самиот на сите биди им, знаејќи го секого неговата прозба, домот и неговата потреба, избави го, Господи, овој град, и секој град и земја од глад, помор, земјотрес, потоп, оган, меч, најздана и новислинеци, меѓусебни воли. Велико име Пресвета Тројица, Пресвета Богородица, помагани. Велико име Пресвета Тројица, Пресвета Богородица, помагани. Велико име Пресвета Тројица, Пресвета Богородица, помагани. Понезидите молитви, помолитвите Свети Василија Велики, Господи си Христо, Боже наш, помилуј. Најнапред спомни го, Господи, високо преосвещениот митрополит наш Методи, дарувај го на Твоите свети цркви во мир, цел, чесен, здрав, долговечен, правилно да раководи со словото на Твојата вистина. Спомни го, Господи, секој епископство на православните кои правилно го израшуваат словото на Твојата вистина. Спомни го, Господи, според мноштвото на Твоето милосрдие и моето недостоинство, прости ми секој согрешение волно и неволно, и заради гревовите мои не скратувај ја благодата на Твојот свет дух од предложените дарови. Спомни го, Господи, презбитерството во Христа, дјаконството и сиот свештенички чин, и ниеден од нас кои сме околу Твојот свет жртвеник, не го посрамувај, посети не, Господи, со благоста Твоја, јави ни се со Твоето богато милосрдие, благотворен и полезен воздух дарувај ни, плодоносие на земјата подарени, благословија годината на благоста Твоја, раздорите во црквите соприги, смири ги непријателствата помеѓу народите, појавата на ересите, брзо разорија со силата на Твојот свет дух, сите нас примине во Твоето царство, покажи не како синови на светлината и синови на денот, Господи Боже, наш Твојот мир и љубовта Твоја дарувај ни ги, кој си ни дал се.
И дај ни со една уста и едно срце да го славиме и воспеваме Твоето пречесно и великолепно име на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. И да бидат милостите на великиот Бог и Спасителот наш Исус Христос со сите вас. Откако ги спомнавме сите свети, пак и пак во мир да се помолиме на Господа. За принесени осветени честни дарови да се помолиме на Господа. Да човеколюбивиот Бог наш, откако ти ги прими во својот свет над небесен и духовен жртвеник, како благопријатна духовна миризба, да ни ја испрати божествената благодат и дарот на Светиот Дух да се помолиме. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, се молиме на Господа. Боже наш, Боже кој спасуваш, ти научи не достојно да ти благодариме за Твоите благодејанија, кои си ни ги направи и ги правиш со нас, ти Боже наш, кој ги примаш овие дарови од чистина, од секаква скверност на телото и душата, и научи не да ја вршиме светињата над стравот Твој, да со чисто сведоштво на нашата совест, примајќи дел од Твоите светињи, да се соединиме со светото тело и крв на Твојот Христос, и кога ќе ги примиме нив достојно да го имаме Христа, кој ќе живее во срцата наши, да станеме в храм на Твојот свет Дух. Дај, Боже наш, направи ни никој од нас да не биде виновен пред овие Твои страшни небесни таинства, ниту пак немоќен со душата и телото од ова недостојно причестување, но дај ни до последното наше издивнување, достојно да го примаме делот од Твоите светињи, за пат кон вечен живот, за благопријатен одговор на страшниот суд на Твојот Христос, та и ние со сите свети, кои од века ти благогодувале да станеме причесници на Твоите вечни блага, кои си ни ги приготвил на оние кои те љубат, Господи. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Целиот ден да биде совршен, свет, мирен и безгрешен, просиме од Господа. Ангел на мирот, верен раководител, чувар на нашите души и тела, просиме од Господа. Прошке разрешување на нашите гревови и погрешки, просиме од Господа. Се што е добро и корисно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа. Останатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние, просиме од Господа. Христијански крај на нашиот живот, без болки, непосремен, мирен и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Откако испросивме соединување во верата и заедница со Светиот Дух, самите себе еден друг и сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. И удостојне Владико, Владико со смелост и без осуда да смееме да те повикуваме Тебе, Небесниот Бог Отец, и да говориме.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. For thine is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever unto ages of ages. Mir nasite. Главите наши да ги преклониме пред Господа. Владико Господи, Оче на добрините и Боже на секо утешение, благослови, освети, запази, подкрепи, утврди ги оние кои ти ги преклонија своите глави, отстрани ги од секакво зло дело, соедини ги со секое добро дело и удостои ги неосудено да се причестат со овие Твои пречисти и животворни таинства за простување на гревовите и заедништво со Светиот Дух. По благодатта и добрините и човеколюбието на Твојот единороден Син, со него пак си благословен со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови. Послушај, Господи Исусе Христе, Боже наш, од Твоето свето живеалиште, од престолот на славата на Твоето царство, и дојди за да не осветиш Ти кој седиш горе со Отца и тука невидливо престојуваш со нас и удостоени со Твојата мощна рака да ни го предадеш Твоето пречисто тело и честа крв, а преку нас и на сите луѓе. Боже, очисти ме грешно и помилуј ме. Боже, очисти ме грешно и помилуј ме. Боже, очисти ме грешно и помилуј ме. Да внимаваме светињата е за светите. Раздробјајат се и разделјајат се, агнец Божия разробјајаме, не раздели сегде доми, никог даже издиваем. Исус Христос никад. Исполнение Духа Святаго. Амин. Благословена теплота Свети Твои седање присни веки веков. Амин. Теплота вери исполнете Святаго. Амин. Верувам, Господи, исповедам дека си Ти навистина Христос, Син на живот Бог, кој дојде во светот да ги спаси грешниците, од кој сум првиот јас. Уште верувам дека Твоето пречисто тело потска поцена крв. Затоа Ти се молам, помилуј ме, прости моите прегрешенија направени со збори и со дело, во знаење или незнаење, удостои ме осудено да се причестам со Твоите свети тајни за опростување на гревовите живот вечен. Сине Божи, прими ме денес за учество на Твојата вечна тајна, зашто нема да ја кажам тајната на Твоите непријатели, ниту целите ја давам како Јуда, туку како разбойникот ќе ги исповедам. Спомни си за мене, Господи, во Твоето царство. Господи, причестувањето со Твоите свети тајни да не ми биде на суд или осуда, но за исцеление на душата и телото. Честно представите тело, Господи, Бога спасен нашето Исуса Христа, преко дајето не протвери или оставение грехом на живот вечно. Се пак е пригождал безсмертно Царю Богу нашему, честно и пресвета крови Господи, Бога спаси нашето Христа, преподај се на протвори или во оставление грехом на живот вечно. Амин. Сина. Амин. Свети Дух.
Откако го видов Христот воскресение да се поклони на Светиот Господ Исус единиот безгрешен Твој крсот поклони Христос. Твоето воскресение го приеми и слави, зашто Ти си нашиот Бог, освен Тебе за друг не знаеме за Твоето име си молиме. Дојдете сите вере се поклони на Светото Христо воскресение, зашто Те кон крстот роде ради од Царици. Секојаш благословете Господа, го спевне Неговото свето срце, зашто смртта смртта ја победи. Свети се, Нови Иерусалиме, слава во Господна на Тебе, Босија. Ликуј ние, весели се, Сиони, тиже, чиста красу се, оброди се, остани рожденство Твоето. О Пасха бъде свещнище Христа, умири своји Божи сили, подари нам истата им пречатите се, и речеме ни царство Твоего. Оми, Господи, греки по нашите святде, зде крови Твоја молитва и свети Твои. Амин. Со страх Божий, вера и любов, пристапете. Имя Господне, Бог Господ, и явися нам. Спаси ги, Боже, Твоите луѓе и благослови од Твоето наследство. Вознеси на небесата Божи славни славни срачи и славни земји. Вознеси на небесата Божи славни славни срачи и славни земји. Благослови нашиот Бог. Постојано, сега и секогаш, и во вечни векови. Откако ги примивме божествените, свети, пречисти, безсмртни, небесни, животворни, страшни Христови тајни, право стоеći достојно да му благодариме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази ме со Твојата благодат. Откако го испросивме целиот ден совршен свет, мирен и безгрешен, самите себе, еден друг и сиот наш живот,
на Христа Бога да го предадеме. Зашто Ти си наше осветување и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Со мир да излеземе на Господа да се помолиме. Господи, Ти кој ги благословуваш оние кои Те благословуваат и кои ги осветуваш тие кои се надеваат на Тебе, спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Сочувај полнотата на Твојата црква, освети ги тие кои сакаат убавината на Твојот дом. Ти прослави ги нив со Твојата божествена сила и не остави нас што се надеваме на Тебе. Дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците, на народот наш, на христолюбивата војска и на сите Твои луѓе. Зашто давањето на секој добро и секој совршен дар од Озгора доаѓа од Тебе, Отецот на светината. И Тебе слава и благодарност и поклонување Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови. Христе Боже наш, според нашата сила си изпълниш зашто имахме спомен на Благословението Господова да дојде на вас со неговата благодат и човеколюбие, постојано сега и секогаш и во сите векови. Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти. По молитвите на Својата пречиста Мајка, Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, по молитвите на светите славни секвани апостоли, по молитвите на светите вселенски учители и просветители Василија Велики, Григорий Богослов, Јован Златоуст, по молитвите на светите македонски просветители учители Кирил и Методи, и нивните свети ученици Климент и Наум, крстските чудотворци, Сава Горел Змејгелари, по молитвите на светите маченици Свети Ѓорѓи Краковски, Света Злата Меканска, светите 15 струнички маченици Спасо Радовишки, по молитвите на светите преходови отци нашите соножители Јоаким Осоговски, Прохорчински, Гаврил Лесовски, Јован Римски, Левкари, Негат Ангел Битолски, Ангел Вечевски, Иларион Мекански, преподобната мајка наша Прскева Петка, по молитвите на светите праведни боговоци Јоаким и Ана, на свети пророк Илијан, на светите маченици Агапи и други, светиот свештеnomаченик Александар, чиј спомен денес го празнуваме, и на сите свети да не помилува и спаси, зашто е добар и човеколюбец. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас.
И треба да знаеме дека чуда Божи се случуваат секаде таму каде што има силна вера во Бога. Каде што нема вера, нема ни чудеса. Тој кој што не верува во Бога, тој не верува ни во чудеса, ни во чудесата што ги изврши Господ Христос, па нити во чудата што ги изврши во Телеска, благодатта Божја пресетна Богородица Марија. Чинено ми разкажува Христос во градот Капернаум. Капернаум е град во денеска не постои како населба, како населено место. Постојат само некои така остатоци ѕиди. Јас минатата година памтам дека имав прилика да отидам на тоа место, да го видам. И без разлика што се само рушени, наравно средните, пропани местата, сепак кај секој христијанин дава едно посебно чувство и се велите во овој град, во ова место пред 2000 години Господ Христос патува правил чудес. И пред да влезете во градот има нормално место каде за паркирање и никога да влезете во градот има една голема табла и пишува Капернаум, таму од Жедовска крајка. Значи, Капернаум, градот во кој градот на Господ Исусе Христос. Ке прашате зошто? Затоа што Господ Христос беше роден во Вифлеем, тоа е близу до Јерусалим, околу може би 10 километри. А потоа десетно го поминато Назарет, тоа е пак малку на северната страна, околу 60 километри од Јерусалим. А Капернаум, Назарет и Јерусалим се во Јудеја. А Капернаум е во областа на Галилеја. И од Капернаум до Јерусалим има околу 200 километри далечина. И ќе кажеме зошто сега овој град се нарекува градот на Исус Христос. Затоа што во големиот дел од животот Господ Христос го поминал во тоа место. Тука извршил многу чудеса. Постојат циди уште од синагогата каде што Господ Христос извршил чудо, се сеќавате на онаа жена, која 18 години повредувала од крвотечење. И Господ Христос проповедал, зборувал во синагогата за Бога и на излекување бидејќи многу народ пратиле го придружување.
полесно да му каже на човекот: ти се проштевал гревовите, иди пак стани, земи се од ветата своја, постолата своја и оди си дома. Овие замолчал, видите нема што на Богу. И затоа да се обрите повторно на молитвата која стани, земи си постолата твоја и оди си дома. И овој става оздравен, си доби собра тоа своје него, му се заблагодарил на Бога и си отишел дома. Зошто ова чудо го забележува Светата Црква, апостолите, а и денес во црквата се проповеда во секој? Затоа што има тука пораки кои и ние денес на христијаните треба да ги сватиме и да ги разбереме. Најпрво треба да веруваме дека Исус Христос бил вистинскиот Бог човек. Тој не бил измислена личност или некој кој бил многу мудар или многу паметен, ете изборува на луѓето. Меѓутоа, он сето тоа што го зборува и на дело го потврдува. Правил чудеса. А друг еден момент што треба исто така да го забележиме е верата на блиските луѓе на болниот човек. Ние сите би убедени да веруваме дека само Господ Христос може да го излекува нивниот грижа. А и тој болниот, тој верува во тоа. Меѓутоа, не можејќи на друг начин да дојде до него, затоа се послужува со еден подвиг преку кровно послушање. Болниот дојде и може да го излекува. Тие куќите рече така не биде куќите како болните како телесни. Живаме како куќи болни на патри, да приземе сите градини. Меѓутоа, верата на луѓето. Тешко е денес да се најде некој човек кој што ќе направи жртва за грижа. Ние денес имаме многу немощни луѓе околу нас. Колку има самоглави, колку има болни, колку има изнемошени, колку има луѓе на кои треба нашата помош. Меѓутоа, често така ние си поминуваме како да ви замислени во нашите световни области, те се рече дека нешто. Тоа ми е гледа јас, дека да ме рада по себе да свати и че мислени така. Меѓутоа, овие луѓе, блиски на Божиот човек, не мислеме. Тие направиле опитите и овозможиле болниот да остане. И тогаш луѓето се занимавале со земјоделска работа. Во околината на Капернаум има многу големи насади со маслини. Маслините ги отворат за тоа што време било главно земјоделско производство на салама. А Капернаум е на брегот на самото Генесарецко езеро. Апостолите пред станат ученици и тие ловеле риба со мрежи и после рибата ја продавале по селото Кана Калмик, така на тој начин да го продавале. Исто градот Капернаум на 3-4 километри е местото каде што апостолите Петар, Антој и Јован ловеле риба. И тука дошол Господ и ги повикал во службата апостолска. Во близина на тоа место има многу руски малки напори, прекрасни, хубави, прески. Така да
област.